Меѓу зелените сртови и силниот шум на водите кои го има во изобилие, одејќи кон утробата на планината, село Смоларе ги открива вкусовите на Беласица. Како поздрав за добре дојде во дворот на Митко Костов, окото ќе ви го заскокоткаат интересните бои и комбинации создадени по рецепти стари 30 години. Костов тврди дека Беласица е една од најбогатите планини во Македонија со треви, чаеви, малини, боровинки и шумски јагоди. Имаше едни студенти од фармација, од Македонија и од Русија, и тие ги шетаа сите планини во Македонија. И од нив имам чуено, од испија тука во шумската куќа, дека сите чаеви во Беласица се најлековити за разлика од чаевите, да кажеме, во ограждение на Плячковица и така натаму. Најважен чај е мајчината душичка, бидејќи таа на врвот на Беласица, на висина од 1700-800 метра, е црвена боја и таа е правата мајчина душичка. Туристите и случајните намерници се и најголемите муштерии на жертелите од подбеласичките села, кои природата ја ставаат во шише или во тегла. На 600 метри зад мене се наоѓа и Смоларскиот водопад, но Беласица е дом не само на богати водопади, туку и на најтоплиот извор на минерална вода во Банско, кој што достигнува и до 70 степени Целзиусови. Тревите, шумските плодови се сето она богатство кое што Беласица го носи со себе и од кое што локалните жители може да имаат економски бенефит. Заштитата на биодиверзитетот на Беласица е целта на проектот кој преку UNDP ќе се спроведува наредниве 2 години. Оттаму велат дека најпрвен ќе има попис на растителното богатство на планината, пошто ќе се брендираат производите со географско потекло. Односно со жик, за да може да биде економски развиен брендот на овие производи, финални производи, и ќе може да влезе во мрежата, а со тоа и се надеваме ќе даде потик на туристичката понуда, како значено еколошко место во регионот и поширока, од друга страна идентификација и на самата Беласица за нејзините природни вредности. Жителите сметаат дека со брендирањето ќе се зголеми интересот и кај купувачите, но и кај локалните собирачи, зашто Беласица може да обезбеди леп за сите. Има планината е богата, значи да човек да се занимава само со неа, може и да се живее од неа, не токму една фамилија да се гледа, но сепак за себе може. Плюс чаевите и другите има ги многу и габите, како врган, телесичарки и други, ник се берат и они се продават, така да може да се живее од них до се. Подбеласичките села го знаат богатството што се крие во пазувите на Беласица. Последниве години се одржува и празникот на Костенот. Брендирањето и програмите за заштита на биодиверзитетот треба да доведат до економски развој, но и заштита и одржливост на природните богатства.